Почитуван колега Каевски, понатаму продолжувате да искажувате небулози. Зголемени биле средствата на вице-премиерот за корупција или за борба против корупцијата, а кои се резултатите? Запленет путер. Инаку кога зборувате за корупцијата, ќе ви кажам дека Македонија заедно со Босна и Херцеговина, Монголија и Панама го делат 111-то место на рангот листата за перцепција. Тоа е историско најлошо рангирање на државата според индексот за перцепција на корупцијата. На што се должи тоа? Затоа што нема реформи во правосудството, нема борба против корупцијата. Исто така имаме и пат според Freedom House во доменот на човекови права. Кога зборувате за борба против корупцијата, ќе ви кажам дека членот на ДКСК, на Комисијата за финансирање и буџет, побара средства за да можат да платат електрична енергија, односно струја. Значи, им ги кратите средствата за струја, па мораше амандмански да се реагира на комисијата и тие 6 милиони денари кои што ги бараат дополнително да им бидат дадени на луѓето за да можат нормално во нормални услови да се ја вршат својата работа. Ете, толку се грижите како влада или се грижи владата за борбата против корупцијата. И треба да се заинтересирате, ако навистина верувате во борба против корупцијата, од каде им се парите на директорите од или функционери на СДСМ да купуваат дуќани по Изгейт. Зборуваше вчера една колешка тука за не знам 500 евра квадрат, па еве јас да ве прашам колку пари го купи Ковачевски квадратот во Изгейт, кога граѓаните живеат во огромна криза, ја покачивте струјата за 10%, односно ќе биде покачена, а претходно 30% ја покачивте. Значи, во услови на ваква криза, корупцијата ви цвета. Понатаму ги кратите средствата и за јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за 20,4%. И сами знаете најверојатно дека доаѓа крајот на ова владење, па сега ги намалувате средствата за да можат луѓето да ве гонат, а во исто време поставувате судии на сите инстанци, почнувајќи од Уставен суд, Кривичен суд, сите функционери во судиите ги ставивте ваши, кои што се заслужни нели за претходниот политички прогон и нарачки од страна на Зоран Заев, затоа што луѓе се осудени по 200 години затвор и 4 години се влечат по судовите ни криви ни должни, а се уште нема пресуда. Така да и сега тоа што го видов најново, да не заборавам за замениците народни правобранители, исто така партиски членови од прв до последен. Не зборувајте за реформи во правосудството и борба против корупцијата. Благодарам.